Вака деновиве изгледа патот до рекреативното место Бањиче. Луѓето кои ова место го одбираат слободното време да го поминат во природа, се изложени на опасност од одрони кои се случуваат по целата должина на патот. А има и такви кои овој пат пеш или со велосипед го поминуваат и 2 пати во денот. Истите, за да ги одбегнат на носите од земја, дрва и камења, го користат тротоарот, но наместа и тој е зафатен од поголемите одрони. Сега тамо нема ни зид, ни ништо, да само тој што го ставиле, а тие камени да беа пред неколку денови, овдека каменот 2 тона. Мазала што ќе пројде со кола некој или пешки, ти идеш на свој пут, тој не каже кога паѓа. Ќе ако те фати, готово. После прилаз овја кој ќе изјавиш, не идат одма, кој ќе јави човекот ваке зафатен пут, ти треба одма, може има човек болен, може умрел, некој треба да се јави таму, да дојде од путот, не може да го носи. На овој путот 2 пута у ден идем. Има после вечера на кај 11 сат у ноќ, 11:30. Ја можем само да истакнам дека вистина не пешче. И ова, например, не знам, како фирмите вака го направиле се неадекватно, не направено никако се, видите отроните гледат дека вложувањето било многу. Значи, не знам на кој начин они ги изработале ова работа. Ова не е прв пат. Пред месец дена повторно беат отроните, па изчистија, па се го гледате како е патот. Ова многу тешко ми паѓа, бидејќи вложувањето вистина било вложување, меѓутоа работата не било како што треба. Опасност. Па да гледате горе, например, тие земјата се откорнаа целосно, се некој на жалост може и да фати некого човек, например, да има несреќа некоја. Оти поминуваат со колите овде, поминуваат многу луѓе овде, се задобањали. Многу е тешко. Што може изненадно да излизга земјата и готово. Може да се направи беле. Прво не е заштитено местото како што треба. Тоа е. Пошто гледам ја по автопатишата се стават мрежи, заштитна мрежа. Ама тука кај нас изгледа војнички се вика трчачим кораком е направен патот, без план, без тоа. Тоа е. Како рекреативец колку често поминувате од тука? Па можем да ви кажам, освен зимата кога врне, секој ден сум горе, речиси. Вчера вечер до СВР Тетово бил пријавен најновиот одрон кој паднал на локалниот пат Тетово-Бањиче во должина од 10 метри и со ширина од 8 метри. Известени биле надлежните за отстранување на одронот, но додека нашите камери го снимаа прилогот, тоа не беше случено, иако беше најавено негово расчестување во текот на вчерашниот ден. Патниот правец кон рекреативното место Бањиче се обновуваше како дел од проектот за реконструкција на горниот тек на реката Пена. Беа поставени и кратки подпорни ѕидови, кои по се изгледа недоволно си ја вршат нивната функција. Патот наликува како речиси и да не бил обновен.